На денешната активност со децата кои ќе бидат првачиња, поразговаравме за училиштето, неговото значење, за новите знаења и стекнувањето на новите другари. Иако сме сигурни во нашата институција како градинка и вредностите што ги градиме низ изминатите години на нашите деца, сепак сакавме нашите првачиња да ги запознаеме и со некои нови ситуации што најчесто се случуваат во училиште. Поточно со приказната за двете јаболка. Јаболка не како овошје витамини, туку јаболка кои имаат душа, кои имаат чувства. Имавме две јаболка кои изгледаа совршено. И двете беа црвени, имаа слична големина и изгледаа доволно сочни за јадење. По разговорот, децата имаа за задача едното јаболко да го испуштаат на подот и да му кажуваат дека не им се допаѓа, дека е одвратно и дека има ужасна боја. Децата беа зачудени на моите барања, но сепак им се допадна лошата задача и им се биде доста интересна. Го нарекуваа јаболкото со "Ти си мрзливо јаболко, не знам ни зошто постоиш, најверојатно имаш црви во тебе." Додека на другото јаболко задачата беше да му кажуваат добри зборови. "Ти си прекрасно јаболко, твојата кожа е убава, каква убава боја имаш. Имаш многу витамини во себе и сите те сакаме." Откако завршија, повторно разговаравме за сличностите и разликите. Немаше промена. Двете јаболка се уште изгледаа исто. На крај ги исеков јаболката на пола. Јаболкото со кое бевме љубезни беше чисто, свежо и сочно внатре. А пак јаболкото, кое го нарекувавме со нељубезни зборови, беше валкано, овенато, а внатрешниот дел потемнет. Нашите умни глави веднаш сватија што сакав да им доловам. Она што го видовме внатре во јаболкото беа модринките, кашата и скршените парчиња и она што се случува внатре во секој од нас, кога некој не повредува со нивните зборови или постапки. Кога луѓето се малтретирани, особено децата, тие се чувствуваат ужасно внатре. И понекогаш не покажуваат или кажуваат на другите како се чувствуваат. Ако не го исечевме јаболкото, никогаш немаше да знаеме колку болка сме предизвикале. За разлика од јаболкото, имаме способност да го спречиме ова да се случува. Можеме да ги научиме децата дека не е во ред да си кажуваме немили работи и да разговараме за тоа како се чувствуваат другите. Можеме да ги научиме нашите деца да се залагаат еден за друг и да запрат било каква форма на малтретирање. Да создадеме генерација на љубезни и грижливи деца. Јазикот нема коски, но е доволно силен за да скрши срце. Затоа бидете внимателни со вашите зборови. Стоп на булингот.